Сега ќе ви ја кажам правата вистина и се што всушност се случи тој ден. Ретко она што се пишува во медиумите е вистина. Значи да почнеме поред. Со овие зборови ексклузивно за Блиц, Стефан Драгомировиќ, братот на Ивана Илик, мајката на исчезнатата 2-годишна Данка Илик, ја започнува приказната за кобните минути на кои на 26 март во Бајнско поле кај Бор исчезна малото девојче по кое денес трага цела Србија и дел од Европа. На сликата, Данка е оддалечена приближно 30 метри од нејзиниот брат и речиси да не се гледа од мајката која ја сликала. На таа фотографија Данка е оддалечена 30 метри од брат и мајка си, во близина на сеното во дворот од куќата. Можеби некој се криел и го чекал вистинскиот момент. Тоа е последната фотографија што се наоѓа во телефонот на сестра ми и е направена во 13 часот и 20 минути, вели вујкото на Данка. Вујкото на Данка тврди дека девојчето претходно тој ден се обидела да ја побегне од погледот на мајка си, но нејзината мајка успеала да ја повика назад кај себе. Сестра ми Ивана отиде до автомобилот да му донесе вода на постариот син кој седел на совозачкото седиште. Девојчето остана во дворот. Тоа беше моментот само неколку секунди. Кога се вратила, Данка ја немало, тврди чичкото Стефан Драгомировиќ, опишувајќи го моментот на исчезнувањето на девојчето. Вујкото додава дека мајката на Данка, откако нејзината ќерка исчезнала, не алармирала веднаш бидејќи верувала дека Данка е некаде во близина и дека сама ќе се снајде. Се јави, бараше на секаде, но Данка никаде ја немаше. Се исплашила и му се јавила на сопругот Милош, известувајќи го дека не може да ја најде ќерка си. Не знам точно колку беше часот, но набрзо потоа повикаа и полиција, вели вујкото на Данка. Драгомировиќ ги коментираше и наводите кои сугерираат дека е сомнително тоа што мајката ја сликала Данка во гардеробата во која исчезнала токму тој ден. Сестра ми ги сака своите деца. Нејзината галерија е полна со слики од нејзините деца. Не гледам дека има нешто чудно, вели вујкото Стефан Драгомировиќ.